Добар ден и од мене. Денеска повторно сме за кратко време овде во Прилеп и можеме да сведочиме на вистина еден проект кој што е веќе некаде на половина, а тоа е реконструкција и рехабилитација на улици во општина Прилеп. Како што каже и градоначалникот, тој е исклучително важен капитален проект, бидејќи некои од тие улици повеќе децении воопшто не биле дел од било каква реконструкција, односно биле комплетно заборавени. Еве сега на овој начин се овозможува да можат граѓаните да имаат подобри услови за живење, што е многу значајно. Истовремено, како што каже и градоначалникот Борче, она што е важно е што во населеното место Канатларци воведен изведувачот во работа и отпочната е изградба на нова водоводна мрежа со која што ќе се зголеми потенцијалот, односно дотокот на вода во самото населено место, што до сега представува навистина голем проблем за жителите за тоа населено место, но не е само тоа, продолжуваат и оние тековни активности, меѓу кои и културните активности. Еве, самиот градоначалник ги покани прилепчани и луѓето од околината, но и од цела Македонија да ни се придружат овие неколку дена, почнувајќи од вчера, денеска, утре, да бидат дел од Пиво Фест овдека и на тој начин сите заедно, барем би рекол неколку часа да заборавиме на сето она кое што представува наш сериозен и озбилен проблем. Добро е што се работи, многу е важно што се работи, затоа што не смееме да ја заборавиме тука улогата на централната влада, на ДУИ СДСМ или СДСМ ДУИ, како ви е полесно, која што сите оние општини каде што имаме градоначалник од ВМРО гледаат што повеќе да ги притискаат и што повеќе граѓаните на тие општини да ги кажнуваат. Зошто? Затоа што на локалните избори во 2021 година гласале за коалицијата предводена од ВМРО ДПМН и градоначалниците кои што се од редовите на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Тие се буквално заборавени, иако може дополнително да ги оптеретат со некои други работи, тие тоа го прават само за да администрацијата, градоначалниците делуваат безпомошни, односно на тој начин тие всушност ги казнуваат самите граѓани во тие општини. Но за среќа, набргу од денеска, за неколку месеци од денеска, ќе имаме нова влада предводена од ВМРО ДПМН, која што во сите општини во Македонија подеднакво ќе инвестира, без разлика дали е градоначалник од ВМРО ДПМН, од СДСМ, од Демократската унија за интеграција, од некоја друга од политичките партии или независен градоначалник. И тоа ќе биде еден основен проект кој што ќе биде многу значен за новата влада на ВМРО ДПМН, а и минатиот пат кога бев овде во Прилеп, кажав и сега ќе повторам дека планираме капитални инвестиции кои што директно ќе бидат финансирани од буџетот, да бидат некаде помеѓу 8 и 8,5 милиони евра на годишно ниво, што би значило околу за еден 4-годишен мандат околу 32 до 34 милиони евра капитални проекти за општина Прилеп и за граѓаните во општина Прилеп, нешто што до сега не се случувало и тоа навистина ќе биде еден дополнителен ветар во грб за сите оние кои што работат овдека во Прилеп. Тоа е надвор од буџетот на самата општина, че тоа ќе бидат проекти финансирани од страна на централниот буџет. Но да не должам многу, сакам сосема на крај уште еднашка да му честитам на градоначалникот, на Борче, да им честитам на советниците, на советот, на администрацијата, на пратениците кои што во рамките на парламентот грчевито се борат, кои што доаѓаат овдека од Прилеп да обезбедат амандман плюс кој што би влегол во буџетот. Но за жал, ете, таква е владата каква што е, па често пати ги одбиваат тие амандмани, се борат за да додадат вредност овдека во Прилеп и да направат подобри услови за живење на самите прилепчани. И така треба да продолжиме во периодот кој што следи, да работиме честно, да работиме храбро и посветено, затоа што само така може да не биде. И така можеме да направиме разлика од овие во владата на ДУИ и СДСМ кои што крадат и тие кои што градат, а во случајот се сите оние луѓе кои што навистина си го сакаат Прилеп и општините во Македонија. И благодарам. Ако имате прашања... Господине Мицкоски, Ковачевски ветува влез во ЕУ 2030. Според вас, колку се реални очекувањата?
Пендаров, ја сам дополнил да не се повторуваме, дека доколку опозицијата не кочела и можела и пред 2000. Јас би сакал да кажам дека ако сакате некоја работа да нема успешен крај, тогаш повикајте ги Пендаровски, Ковачевски, Маричич, Османи и останатите да испратат порака. Тогаш сигурно таа работа нема да има успешен крај. Па така и во овој случај. Ќе ве потсетам исто така дека СДСМ од 2002 година ветува па 2017-та на авионче, сликата од авиончето дека ги почнуваме преговорите и секогаш нивната главна тема се европските интеграции и Македонија само што не станала членка на Европската унија. Исто така ќе ве потсетам и на една лажлива кампања со билборди за европско здравство, за европско образование и така натаму, а прошетете низ болниците во Македонија, ќе забележите дека луѓето за жал умираат по ходници поради тоа што не ја добиваат негата која што треба да добијат. Така што овие луѓе се полни со манипулации, невистини, лаги, тие не се борат нити Македонија да влезе во Европска унија, нити пак имаат план. Тие се виновници пошто го уништија процесот Македонија да биде дел од Европската унија со тоа што прифатија нешто што никој нормален во оваа држава не го прифаќа. Така што ако сакаме на вистина да ја придвижиме Македонија кон Европската унија, прво што треба час поскоро вие да заминат. Колку побрзо вие заминат, толку побрзо Македонија ќе ја придвижиме кон Европската унија. Тие се борат само за да останат ден повеќе. Тие се борат за тендер повеќе. Тие се борат за повеќе украдени народни пари. Тие не се борат, верувајте ми, ниту пак имаат интерес Македонија да ја видат во рамките на Европската унија, затоа што таму политички измамници и политички криминалци од нивниот ков нема. Како ќе биде во следниот период, како ќе ги натерате едноставно да се прогласат нови избори, мислам, парламентарни избори? Која е вашата стратегија? Досега, например, гледаме некако жилаво се држат во поглед на таа ваша поставка што ја имате. Кои се вашите следни чекори за да ги натерате на предвремени избори? Па видете, се додека 61 има во парламентот кои што дигаат два прста за да ги поддржат овие политички криминалци и измамници, ние не можеме ништо да сториме. Бројките во парламентот во овој момент не се на наша страна и морам да ви кажам отворено дека дали изборите ќе бидат оваа есен или изборите ќе бидат на пролет редовни, месеци се во прашање. И ќе дојдат тие месеци, ќе поминат тие месеци и ќе дојдат изборите и тогаш веќе нема бегање. Тогаш веќе нема криење, тогаш нема веќе лажење. И затоа нашиот фокус денеска е исклучиво со пораки кон народот и кон иднината за денот после владата на ДУИ и СДСМ. Тоа е нашиот фокус во моментот политички, многу работа и пораки за тоа што ќе работиме веднаш откако ова влада на ДУИ и СДСМ ќе замине. А ќе замине, месеци се во прашање. Дали ќе бидат 2, дали ќе бидат 5 или 6, ќе замине. И ќе замине и никогаш повеќе да не ни се повтори. Ваш коментар околу акцијата на МВР за трговијата со цитостатици на клиниката за онкологија. Тоа е едното прашање и второ прашање, годинава школска почна. Повторно старите проблеми, многу забелешки. Како го коментирате тоа? Да, тоа е шокантно кое што се случува во здравството. Пред малку зборував, се сеќавате на ние билборди, европско здравство и така натаму, а од друга страна гледате мафијаши во здравството. Ние како ВМРО ДПМН предупредивме пред отприлика 2 години за ова што денеска е актуелна тема. Пред отприлика 6 месеци медиумите се занимаваа со оваа тема, почнаа да се занимаваат, а гледате на Министерството за внатрешни работи на Спасовски му требаше речиси 2 години откако оваа тема стана актуелна да отпочне, внимавајте, пред истрага. Пред истрага, значи тука немаме ни истрага. Туку зборуваме за пред истрага. Така што навистина е шокантно ова што се случува и повторно ќе кажам, за месеци од денеска сите овие луѓе кои што се дел од оваа здравствена мафија, која што на грбот на пациентите кои што го губеле својот живот, профитирала, ќе бидат изведени пред лицето на правдата и нормално соодветно на доказите ќе бидат санкционирани.
Но тука се поставува и политичката одговорност. Ако некој пред 2 години предупредувал, вие медиумите пред 6 месеци, зошто на некој му требаше 6 месеци да чека за да отпочне пред истрага, па се треба да дојдеме до истрага? Прашањето е колку човечки животи во меѓувреме се загубени и колкава е болката на семејствата на луѓето што ги загубиле човечките животи денеска. Тука треба да имаме и политичка одговорност и таа одговорност многу брзо покрај кривичната која што е неминовна, ќе имаме и огромна политичка одговорност. За второто прашање за учебниците, бидејќи сум дел од образовниот процес на одреден начин, како семејство и можам да кажам дека откако оваа влада на ДУИ и СДСМ е дел од владата, нема година да не почне со проблеми кои што се поврзани со образованието, немање учебници, така натаму, а повторно ќе кажам, присетете се на оние билборди кои што велеа европско образование, бесплатно, не знам какво и така натаму. Зошто тоа го прават? Тоа го прават поради две работи. Првата работа е затоа што преку тендерите гледаат можност за местење и профитирање лично богатење. Односно да сумирам крадење. И втората работа е дури и тука слабо може да се организираат, па некако ја пропуштаат годината секоја година, па децава дури и на крајот од учебната година ги добиваат учебниците. Значи покрај тоа што имаме мафија во здравството, имаме и мафија во образованието, но едната и другата се слабо организирани. Ова во образованието посебно е слабо организирана, бидејќи никако не успева на време барем тоа што го краде да го испорача на учениците. Ова се реалните проблеми. Реалните проблеми се некако исчезна тој билборд за бесплатно европско здравство, исчезна тој билборд за бесплатно европско високо образование и така натаму. Проблемите ни остана. За жал, тешката и мачна реалност ни остана. Бирократите од Брисел доаѓаат, остануваат тука по неколку часа, си заминуваат, ни ветуваат, а со проблемите, за жал, ние треба да живееме. Уште ова прашање во поглед на новата кампања која што власта е започна, за која што аналитичарите тврдат да е доста перфидна, дека со парите од граѓаните се да саматера кампања. Да, коментиравме и тоа. Прво што е плагиат? Самата кампања е прво плагиат, а второ имаме партиска кампања која што ја плаќаат граѓаните. Можете да ја видите таа кампања како на партискиот портал во живо е емитувана, односно има лайв стрим таму. Практично вие граѓаните повторно плаќате партиска кампања. И сега ќе ве вратам неколку години наназад. Сеќавате на оние членови на онаа обоена или шарена револуција или како ги нарекуваа, кои што шетаа, додуше во мал број беа, но небитно, кои што шетаа по градовите низ Македонија и кои што бараа правда, бараа мир, беа против владино рекламирање и така натаму, а денеска ги гледаме како сите тие се молчеливи, некако како да ги смирија дел од нив кои што добија некакви владени функции, се уште грчевито се држат за тие владени функции, додека Македонија тоне, има помал број кои што беа изневерени, излажани, па тие помалку или повеќе ќе ги слушнете како негодуваат поради тоа што нивните очекувања не биле задоволени. Но како и да е, не треба граѓаните во Македонија да бидат загрижени, затоа што нас ни треба да се обединиме. За неколку месеци од денеска ќе дојде денот кога Македонија ќе биде ослободена од овие политички измамници и криминалци и ќе ни требаат луѓе, сите заедно, обединети, да си ја кренеме државата, да вратиме надежта, да вратиме правдата, да вратиме економијата, онаму каде што е местото и само на тој начин ќе можеме да покажеме и докажеме дека оваа генерација луѓе во Македонија заслужува да биде дел од европското семејство. Во спротивно, ќе имаме повторно вакви политички криминалци, повторно вакви разочарувања, повторно вакви политички измамници. И благодарам. Ако немате други прашања, да. Сте ја прочитале таа декларација? Имате прочитано. Ако имате прочитано, тогаш знаете дека таа декларација е толку бедно напишана
што е навреда прво за македонскиот народ и за македонската држава. И во принцип, кога поднесувате таква декларација, треба да ја дадете на сите пратенички групи, па и тие да дадат своји сугестии. ВМРО ДПМН има своја декларација во рамките на парламентот поднесена за Гоце Делчев, се сеќавате, од страна на владата на ДУИ и СДСМ беше одбиена, а за оваа декларација имаме многу забелешки, имаме многу додатоци кои што доколку бидеме прашање од страна на поднесувачите ќе бидат доставени. Но ова е навреда за илинденците, навреда за илинденското востание и генерално навреда за граѓаните во Македонија и Македонија кои што преку тоа илинденско востание започнале практично сериозно да ја создаваат својата држава.